Против газдата на кочанската фирма Истра ЦМ, роден 1963, секторот за внатрешни работи од Штип поднесе кривична пријава заради постоење основано сомнение дека сторил кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување и оштетување на доверителите. Осомничениот со малверзации задолжената фирма кај Македонски шуми си е продал на втора фирма во негова сопственост со цел да го одбегне плаќањето на доспеаниот долг уште во 2009 година. Секторот за внатрешни работи Штип поднесе кривична пријава против ЦМ, роден 1963 година од Кочани, поради постоење на основи на сомнение за сторени кривични дела, злоупотреба на службена положба и овластување, предвидено по член 353 став 4, а во врска став 1 и 3 и продолжено кривично дело оштетување или повластување на доверители, предвидено по член 257 став 1, а во врска член 45 од Кривичниот законник. Имено пријавениот во својство на одговорно лице, управител на Истра Доел Кочани, друштво во негова сопственост, искористувајќи својата положба со намера да го избегне плаќањето на доспеаниот долг спрема јавното предпријатие Македонски шуми Скопје, по основ на веродостојни исправи, фактури и испратници, заклучно со 2009 година, во износ од 5.706.994 денари, го отуѓил имотот на Истра во износ од 6.366.385 денари на правниот субјект Мебел дома Доел Кочани, кој исто така е во негова сопственост. Пријавениот свесно, со намера, знаејќи дека сметката на Истра Доел Кочани е блокирана од доверителот ЈП Македонски шуми Скопје, со намера да ги избегне оврските за плаќање, во периодот по блокирањето на сметката, побарувањата кои Истра ги наплатила од други купувачи во висина од 10.167.704 денари, со договори за отстапување на побарување, цесии, ги пренасочил спрема други доверители, со што го оштетил доверителот ЈП Македонски шуми Скопје во износ од 5.706.994 денари и управата за јавни приходи во износ од 1.326.381 денар. Сопстеникот на Истра своевремено го купи поранешниот дрвопреработувачки капацитет ИФВ или претходно Борис Кидрич, чија специјалност беа производството на столови и маси, меѓутоа истиот никогаш не проработи како во времето на договорната економија. Како оваа кривична пријава ќе се одрази врз работењето на Истра ќе покаже епилогот од истата.